Мора и ја да научам диригент да станам. Ај, почни ти ова вечер, молам. Ти благодарам многу. Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Сите наши песни. Проект на Македонската радио телевизија за афирмирање, зачувување и афирмирање на македонската забавна музика. Многу музика и вечерва ќе ви понудиме со гласовите на прекрасните млади луѓе кои вечерва ни доаѓаат од два града. Така е, две општини имаме и вечерва имаме надпревар по пеење. Знаете дека во изминатиот период се надпреваруваат општините, ги мерат своите сили преку пеењето во ова шоу, а вие добивате ексклузивна можност повторно да ги слушнете старите малку подзаборавени забавни македонски песни и нормално сите оние кои што се уште се актуелни. И вечерва имаме жири и вечерва го имаме биг бендот на Македонската радио телевизија. Начело со маестро Кире Костов, добро вечер. А имаме уште многу да понудиме, па предлагам веднаш да почнеме со запознавање на жирито. Ајде прво да ги представиме, односно да им се заблагодариме на самиот почеток и на придружното. Наше трио девојки. Трите граци! И сега е време да ви го представиме жирито, кое што вечерва има многу тешка задача. Имаме добри кандидати, ама знаете како велат. Некој мора да биде прв во надпреварот, некој да биде пласиран на Некој прв од позади. На другите места. А пошто имаме два тима, исто ти е. Како и да е, ви го представуваме првиот член на нашето жири, човекот што припаѓа, би рекла, на средната генерација, македонски автори на музика, човекот кој зад себе има оставено голем број на хитови, човекот кој има соработувано со голем број на интерпретатори на македонската музичка сцена. Григор Копров! Добре дојдовте. А веднаш до него во нашата жири комисија вечерва ќе имате можност да го видите човекот кој што ја представуваше оваа година Македонија на Евровизискиот фестивал. Навистина одлично се презентиравме, баш ни е гајле, ама што мисли Европа за нашиот настап. Ние го имаме Владко Лозановски со неговиот прекрасен глас, кој што најдостојно и најубаво ја представи нашата држава на тој фестивал. Добре ни дојде Лозано и третиот член на стручното жири, човекот кој припаѓа пак сега на младата авторска генерација, ама за овие години наназад на македонската музичка сцена остави голем број на хитови со голем број на интерпретатори. Еден од нив седи до него, човекот кој се работува најмногу со својата сестра. Ау, да, сестра. Лазар Цветковски, добро вечер. Ена му е сестра, ова ја не сум го знал, сериозно. А затоа Ена има хитови стално секогаш со тебе. Сега ми се јасни мене некои работи. Фала, Каролина, што ми добре ни дојдовте. Мое да ви објаснам дека и оваа вечер ќе имаме две општини кои што ќе добијат можност да ги мерат своите сили во пеење, а за кого станува збор и која е првата општина која што ќе ја видите вечерва, дознавате за кратко. За општина Газибаба од Скопје настапуваат Емилија Славковска, Аслан Бејта и Антонио Тасев. Ете, тоа се нашите драги млади луѓе, чии што срца веќе бијат затоа што едва чека да се појават овде на сцената. Време е за другите тројца од втората екипа. Станува збор? Станува збор за, ќе то знаете сега. За општина Карпош од Скопје настапуваат Емилија Јакимова, Горан Спасик и Марко Гапо. Ајде тоа беа. Чудно ми е малку. Ни
ништо не е чудно, знаете како бидува. Велат, на маката се познавале јунаците. Би сакала сега еден огромен аплауз за најголемиот јунак, или најголемиот меѓу големите јунаци вечерва, затоа што момчето што сега ќе го видите, влегува како златна резерва за дамата која што не собра храброст да излезе на сцената и можеби со тоа, нели, секој си го прави својот избор, па на крајот гледај, јас ако почнам да коментирам, не е убаво, кажи кој ќе дојде човекот. Меѓутоа, јас искрено се надам дека еден ден ќе зажали, затоа што нема да биде во друштво на овие прекрасни луѓе и заедно со нас на сцената во студиото 1. Ве молам, поздравете го, Љубе Стојановски. Љубе, а не, дојди ваму, па заслужуваш. Добре ми дојде. Ајде, добро дојди од мене. Честитки за храброста, ти беше тешко да. кога вчера вечер ти се јавивме. Па За да те поканиме, затоа што секогаш, знаете, ништо не треба да остане на случајноста. Ние секогаш имаме златна резерва, која е рамноправна со сите останати кандидати. Малку ти беше што повеќе страф или поголема среќа чувствуваш, признај? Па, да. Поголема среќа? Поголема среќа, Токму така. Љубе, ти благодарам за храброста. Завземи си го местото кај твоите колеги. Со нив беше и на аудицијата. А кога сме веќе кај неговите колеги, мислам дека е ред да направиме муабети со луѓево од Карпош, да видиме како се подготвувале. Имате ли вие представник, односно капитен, кој што ќе биде одговорен за зборувањето со нас? Компанија кој ќе испадне, тој збори со мене. Не сме избрале капитен. Не сте избрале? Ќе изберете денеска за да си направиме разговор или? Сега да избереме. Марко, Па не знам, ајде, кажи ми вака, како се подготвуваше ти за ова шоу и што мислиш, дали е подобро да се надпреваруваш во тим или да се надпреваруваш индивидуално? Па, подобро е да се надпреваруваш во тим, за ако ќе изгубиш да не се чувствуваш толку лошо, ќе речеш, ајде, до другите беше. И кога ќе победиш да славиш повеќе, така? Да, и кога ќе Ова заедно на веќе ми се пијачка допаѓа. после. Ова веќе ми Ми се се допаѓа. допаѓа ова. Емилија е капитенот како единствена дама во вашиот тим. Емилија, како ги подготвуваше момцеве? Имавте некакви посебни тренинзи, висински подготовки, дигање тегови? Се сретовме еднаш со Антонио и така си ги отпеавме песните. Една друга, со него не се знаевме се уште и за наредниот пат повеќе ги се спремаме заедно сите. Асла не скивираше? Па не, само не се познававме со него и не го најдовме на време. Имате Се и други најдовме некако професионални обврски за тоа. Вие не го знаете, он ве знае вас. Ја ги Така најдов, се да. вика тоа. Супер. Ајде официјално да Одлични започнеме. Ви благодарам за разговорот и официјално да започнеме со вечерашното шоу, односно да започнеме со официјалниот дел на сите наши песни. Да започнеме со македонската забавна музика. Време е за првата општина, а кој ќе се представи од првата општина, гледате сега. Јас сум Емилија Славковска, имам 20 години. Летајко ночи топли, во мракот што тонат. Дари им сон, летни спаси ги. Беше многу бесно и темпераментно дете што не смееше да се остави само ни една секунда. Сакам да пеам, сакам да свирам на гитара. Знам да свирам и клавир малку. Откако ја знам, пее. Летајни сози мој, галебе мој тажен. Своеволна и тешка за работа, како и секој уметник. Ако веќе пеам, да пеам и да ме чујат. Тоа што е тврдоглава е и позитивна карактеристика, бидејќи е тоа што ја доведува до исполнување на целта. Да. Летајко ночи топли, во мракот што тонат. Дари им сон, летни спаси ги. Очекувам да се представи најдобро како што знаем и очекувам да се забавува и убаво да се помине. Се радувам на тоа што следува. Учам на најдобрио, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ноќ имам срце студено.
pušti, od igri ja se izmorim. No, ako se pak ljubav najdeš ti, nemoj da je propuštiš, kako mene što me propušti. Znam deka ne ti treba, a znam deka ne ti treba, to a ne mi dava mir, to a ne mi dava mir. Takov mene ne mi treba, ti mene ne mi trebaš, ke te ostavam na mir, ke te ostavam na mir. Učamo najdobija, koga plaćam mimo sobom. Učamo tebe, učamo tebe, svega preko noć, imam srce studeno. Učamo tebe, učamo tebe. Не глуми дека имаш трема и не глуми дека ти е страв. Честитки за настапот, одлична си. Ајде вака да те види жирито. Кажи ми пред се, од кого учеше ти да пееш? Чекај. Па, бев 4 години во средно во класата на соло пеење, кај Соло пеење? Да. Аха, тоа значи дека си школуван глас, така? Па да. Добро, се слуша. Како ви се допадна настапот на Емилија? Ајде да го чуеме истричното жири. Ќе почнеме со вас, Григор, бидејќи вие сте најискусен од целото жири во забавната музика. Па мислам дека си ја заврши добро работата. Очекував малку со оглед на тоа, ти го видов настапот предходно, али природно е малку страмежливо, што веројатно не е својствено за тебе како особа. Меѓутоа интонативно добро и сосема сум задоволен од настапот. Благодариме. Владко, може и твоето мислење? Може, како не. Искрено мене ми се допадна пред се од изборот на песната. Учамо најдобриот е една од моите поомилени песни од Магдалена. Супер настап, добро испеа, интонативно многу добро стоеше, што е многу најбитно за еден изведувач. Може би од првата строфа малци имаше, може би треба, но од втората строфа се виде дека си пееше баш онака од срце. Супер. Инаку си прв пат во улога на жири комисија. Прв пат, да. Како изгледа се од таа страна пењето? Па, интересно малце. Потешко е или полесно? Па потешко кога се дава оцени, нормално. Така. Ајде да го чуеме и композиторот на оваа композиција. Лазар, повели? Кај мене многу ми се допадна што ја отпеа на свој начин. Имаше многу трема, тоа го приметив и како да се плашеше да дадеш се од себе, како да се плашеше во понглас да отпееш песната, приметив малце повеќе на фалсет ја певеше, може и тоа е твој начин на пеење. Тоа ми се допадна, што ја интерпретираше на свој начин, а тоа е најбитно за еден изведувач, да ја интерпретира на свој начин да интерпретира. Јас сум задоволен од тој начин. Го слушнавме мислењето на жирито, ајде сега да го видиме како е тоа преточено во бодовна ситуација. Што мислите, кои оцени треба да ги добие Емилија?
3, 4, осмица, десетка, седмица. Дали си задоволна да цените? Ти благодарам за твојот настап, повели таму, а ние продолжуваме понатаму со нашиот следен надпреварувач. Ред е и време е да го видиме и првиот надпреварувач од општина Карпуш, а кој ќе ја отвори вечерта од таа општина да знаете сега. Јас сум Љубе Становски, доаѓам од село Брдовци, имам 18 години. Душата твоја знам, мега ли заспива. Музиката за мене се представува. Значи, уживам кога работам тоа. Љубе пред се е многу добар човек. Тоа му е мислам дека мана, дека е премногу добар и многу искрен. Секој пат се грижал за нас, за сите сака да не забавува со музиката, тоа е негов приоритет. Многу е добар. Што може му е лоша карактеристика за понатака. Многу честителен и тоа е малце како мана. Треба да гледа малце за себе, он гледа понекогаш за други. Мислам не понекогаш, секогаш гледа за другите, не за него. Па верувам во луѓето. Некој колку се труди за него, толку и возраѓа, дури премногу да возраѓа. Планирам значи секогаш да се занимавам со музиката, тоа е мојот живот и тоа ќе работам. И да стане голема звезда, никогаш нема да не заборави. Секогаш ќе мисли на нас. Јас сум Љубе Становски, доаѓам од општина Карпуш и навијајте за нас. Прости ми, што те навреди, за ништо веќе не би погреши. Моите зборови заборави, оданени биле кажани. Пакни ме и прегрни ме, ја призна веќе душовината. Ај не мачи ме, ајде прозбори, во нас верува судбината. Тој те бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Стојат меѓу нас, со бакнеш може да ги растопи. Срце сонува и ќе направи мост од твоите нежни преградки. Тој те бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може
да те замени. Ајде, тоа значи да се сака македонската музика. Беше страшно? Не беше страшно. Малку трема, ама и сосема е нормално да си има трема кога зад тебе стојат вакви професионалци какви што се инструменталистите во Биг Бендот, пред тебе Кире Костов, од онаа страна на жирито Григор Копров, Лозано и Лазар Цветковски. Дали си задоволен? Па, да, задоволен. Не сгреши што ја прифати нашата покана? Не, никако. Сигурно, ти благодарам уште еднаш. Фала. Ајде, господине Копров. Браво! Значи, Ова е ваша композиција? Имаш одлична боја на глас имаш. Природно е да во некои делови, поготово во вториот дел на песната имаше малку ова, али во главном јас мислам дека треба да продолжи со пеење и ти престои одлична кариера. Фала многу. Супер. Благодарам. Лозано? Одлична изведба, со оглед на тоа што влезе како substitution во 85-та Да, минута и стави гол. Супер изведба и со оглед на тоа што најверојатно имаш само една проба направено и супер изведба, супер се снајде со оркестарот каде што нормално требаше се влезе на некое си друго неодредено време и добро се снајде тука, добра боја, добар избор на песна, супер само напред. Благодарам, Лозано. Лазе? Твојот став? Јас сум прилично изненаден од бојата, многу ми се допадна твојата боја. Поготово поради тоа што ова е песна што е полна со емоции и пред се испеана веќе од многу големи пејачи и се и многу е тешко да се интерпретира на свој начин. Ми се допадна бојата, емоцијата што ја даде. Имам некои мали замерки за завршетоците на кревите, само на некои одредени тонови, но со оглед на тоа што многу за кратко време си ја навежбал песната, мислам дека со многу голема емоција донесе. Супер настап. Благодарам многу. Ајде, жири, да ги видиме поените, како тоа изгледа, изразено во бодови. Значи, 9 од Лазар Цветковски, 10 од Лозано и 8 од Григор Копров. Љубе, знаеш како велат, ништо во животот не е случајно. И животот не попусто си ги реди коцките онака како што треба. Ти благодарам што вечерва си со нас, повели на твоето место, а сега е време за следниот надпреварувач. Тоа беше кандидатот од општина Карпош, следува нов кандидат од општина Газибаба. Јас сум Аслан Бејта, доаѓам од Скопје, општина Газибаба, имам 24 години, работам во водовод. Па нели јас ти значев се, во срце ти ме носеше. Сака да пее, ужива во пеењето. Кај сум испеал, сум имал добри коментари и тоа ми дало сила. Поштен, забавен, отворен тип. Брижбиште еден. Секогаш само пее. Сакам фудбал да играм со другарите. Аслан е подобар во пеењето отколку во фудбалот. Вака ли ти ме сакаш, вака ли ти ми враќаш, за се што ние имавме. Друштвото го поддржува, најмногу семејството, девојка му. Да дотераме до негде, барам, да не сме ептен. Првите што ќе искочиме назад. Јас сум Аслан Бејта, навивајте за мене и за општина Газибаба. Ве сакам сите. Се да направам и колку да те сакам,
Твојот лик ми потона за секогаш, пак те гледам во далечина, си мислам доаѓаш, мене доаѓаш. Дали ќе те Најраспеаниот водовоđија во Македонија Аслан Бейта. Аслан, ни направи раздор во оркестарот, знаеш што ќе ти направам сега? Дали си ти задоволен од себе и од својот настап и не прави така, затоа што мислам дека на публиката се допаѓа. Па така е. Тоа е веќе нешто друго. Претпоставам прв пат си на волку голема сцена? Па да, прв пат сум. Прв пат си со волку музичари? Да. Па што се буниш тогаш? Не се бунам. Ова сака вежбање, брат, сака рутина. Сака, добре, да. Да го чуеме и коментарот на жирито. Лазар, може со тебе да започнеме? Може. Кога осетив дека имаш многу трема. Не. Добро, малку повеќе. Не. Супер си, значи имаш енергија во себе што не ја искажуваш на сцената, мал се повеќе се смееш исто како што вика Димитар. Вако него. Цело време вака ви да те вцујат, вака. Да. Не е важно, на телевизија си. И мислам дека треба малку повеќе емоција да дадеш на целиот настап. Знам дека тремата и се тоа околу си прави своето си го прави. Али супер си ја отпеа песната и треба малку по-сигурен во себе да бидеш тоа. Пошто имаш потенцијал во себе, али ако си посигурен ќе го дадеш максимумот на сцена. Вотко, зошто пееш толку тешки песни, бе? Еве продуцентот е тука, прашај го него. Ајде твоето мислење. Па добро, со оглед на тоа што, како што кажа, самиот дека прв пат е на голема сцена, нормално не може се од прв пат. Ми е мило што ја одбра баш оваа песна, сигурно и на мојата сестра е драго кој што го напиша текстот на оваа песна. Може би треба малку да поработиш на дикцијата, на ритамот на песната. Не влагаше баш на некои времиња точно. И малку се поблиску микрофонот. Некојаш јас го имам тој проблем, но со тек на време тоа се средува, не може и све преку ноќ, иначе супер изгледа. Григор, повелете. Абе, Аслан, ти не си Аслан, бе, ти си Арслан. Да. Од утре те викаат другарите, браво. Имаш енергија, голема, природно е што имаш трема, прв пат е и се до тоа, ќе бидеш одличен. За мене си Арслан. Па ајде сега да видиме колку е Арслан и во бодовите. Лазар, може со тебе? Добро, може тројцата. 8 од Лазар, 9 од Владко и 8. Убави бодови доби. Ете така, упати се на твојата позиција, а сега е вистинско време и Карпуш да го возврати ударот со еден убав настап. Кој ќе биде следен на оваа голема сцена, ќе го знаете сега. Јас сум Горан Спасич од општина Илинден. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи,
дали може да ја задржи. Гого е доста позитивен и забавен тип, интересен е за овој друштво. Сам се пријавив, не ни кажав, дома моите не ни знаат дека сум се пријавил, така да ќе видат изненадување за нив кога ќе ме видат. Секогаш добар, секогаш фин, позитивен. Емоциите ги скажувам преку музиката, преку пеењето. Хиперактивен, љубезен и добар. Ја имам само ноќва да бидам. Секогаш убаво да се слуша како пее, како свири на гитара и како сите тие ноти заедно ги склопува, сите тие акорди. Предизвик е исто со бендот што ќе настапиме. Па не би откривала се. Очекувам пред се добра забава, нови искуства, нови пријателства и се надеваме дека може би ќе победам. Знам за се, ти не си крива, што сега те нема, што надолу гледам. Тешко е да љубиш па бегаш, сакаш а немаш и раце да креваш. Сонце не ме гре, каде замина ти, од очи ветени врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, саме остави, небо ти ми затвори. На постела од снегови спијам и топлина барам, топлина нема. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце да креваш. Сонце не ме гре, каде замина ти, од очи ветени врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, саме остави, небо ти ми затвори. Сонце не ме гре, каде замина ти, од очи ветени врнат стари спомени. И сонце не ме гре, сонце каде си ти, саме остави, небо ти ми затвори. И сонце не ме гре, сонце не ме гре, не можам без тебе, без тебе. Сонце не ме гре, сонце не ме гре, не можам без тебе, без тебе. Сонце не ме грее. Убаво те греја рефлекторива, ама ти одлично си се адаптира овде на сценава. Тешко е кога и авторот и пејачот се тука и некако чинам дека двоен е притисокот, а Григор Копров како искусен на македонската музичка сцена. Како си ти задоволен од она што го покажа? Задоволен сум, да. Да? Да ја прашам Прекрасно публиката? беше со бендот, стварно. Еден голем аплауз за бендот. Ајде, еден голем аплауз. Имаш бројна публика вечер овде во студиото, Горане, ама да видиме каков е ставот на нашето жири. Ајде да започнеме со Владко. Лозано, повели? Јас сум искрено презадоволен. Изведбата како е
ја направи, се гледа дека пееш, роден си пејач. Но ми се допадна баш завршатоците на некои фрази кои што ги правеше, баш на свој начин си го испеа. Тоа е тоа што се бара од еден изведувач. Емотивно правилно, супер боја, високо тоновите со интонација, никаков проблем немаш, едноставно знаеш да пееш и само продолжи напред, тоа е тоа. Браво. Благодарам, Лозано. Лазар? Јас сум воодушевен, стварно супер. Отпеа, се внесе во песата не само емотивно како вокал, туку и уживаше на сцена, гледаше во камера, го пратеше диригентот, го слушаше целиот бенд како свири и тоа е, мислам дека беше премногу свој, бојата ти е фантастична, на свој начин пееш и само продолжи напред, супер. За овие комплименти вреди да се биде тука. Господине Копров? Па, се кажа овдека, мислам дека ти си готов пејач. Посебно е што јас барам од пејачите да внесат емоција, да внесат искреност, а ти тоа го донесе со оваа песна. Многу поразлично него Владко ја донесе на свој начин. Тоа е уште еден плюс овај во твојата интерпретација. И само настави така, нема што повеќе да кажам, одличен си. Благодарам. Ајде да ги видиме поените. Од Лазар 10-ка чиста, 10-ка и од Владко. 9-ка од Григор Копров. Имаш за што да бидеш задоволен. Повели седни си. Време е за настапот на третиот кандидат, последниот од општина Газибаба. Антонио Тасев од општина Газибаба. Во твоите очи што тајни кријат. Што мал пеам. Па знае да замара со пеење во друштво кога сме. Као мал ги знаев сите песни од Тоше што може да постојат. Многу амбициозен, многу квалитетен, енергетичен, знаеш, верува многу во себе. Илјада скрошени срца спи. Бесен, добар, вистински пријател. Талентиран, оригинален и реален. Сестра ми дозна проектов и сестра ми ме пријави. Не сакам многу камери, не сакам да се представувам пред камери. Тони е искрен човек, реален. Знаеш, нема ние скрини намери. Кај него остана уште другарско, но старо, знаеш. Има дружење, односно една цел во животот, да видиме до каде може да ја достигнем. Мислам дека ќе успее. Треба да се проба, да се види. Zrno tik
но ти квешко. Ја мислам како тргна ќе обутнеш стала, ќе шутнеш некако. Чекај вака за да те види цела македонска јавност. Како изгледаш всушност, те слушнаа како пееш, одлично, честитки за настапот. Дали си ти задоволен? Па... Не, ти збори. Задоволен сум, да. Задоволен си? Задоволен сум, али сепак може Колку подобро, покажи нели? со рачињата вака, колку си задоволен? Само толку? Добро, ајде да видиме дали и жирито е задоволно. Григор, ќе почнеме со вас, бидејќи ова е ваша композиција. Па, мислам дека е почна срамежливо, имаше трема, меѓутоа се чувствува дека имаш душа, дикцијата ти е одлична. Како минуваше и времето и песната, се чувствуваше поголема сигурност за да на крајот, во последниот рефрен, покажеш дека имаш моќен глас, дека знаеш али да ја донесеш песната на прав начин. Мислам дека е ова изузетно тешка песна и јас сум презадоволен од тоа како е денес. Благодарам. Кој човекот кој ја направил песната е презадоволен, значи навистина убаво си ја прел и емоцијата и она што го направи на сцената. Владко, вака како пеач, Владо Јаневски или Антонио? Па Антонио мислам дека на свој посебен начин си ја отпее песната, Владо си е Владо, Антонио си Антонио. Добра песна пред се, Evergreen, една од најдобрите песни досегаш излегла на македонската сцена. Мислам дека вакви песни му лежат, треба да продолжи со ваков избор на песни. Исто така и маицата ми се свиѓа што е убаво. Ама на исто место да не се облага. Да, и го поздравам бутикот кој што го кажи го да ОВС, добро знам. Голем поздрав до ОВС. Голем поздрав и од нас до ОВС, бидејќи ОВС се грижи за нашите кандидати. Ти благодарам на коментарот и повторно ќе се погрижиме за фактурата за рекламата што ја направи. Лазар, повели? Супер отпеа. Пак ќе кажем, многу е тешко да се отпее ваков тип на песна, бидејќи има голема мелодија, голем распон. На почетокот се согласувам со Григор дека ја почна срамежливо малце, на крај веќе ја даде она емоција што требаше да ga дадеш од почетокот. Супер пееш, супер боја имаш, само продолжи напред. Супер, задоволен. Задоволен од коментарите? Да не ги гледаме бодовите тогаш, а? Не очекуваше? А што очекуваше? Вакви коментари. Што очекуваше? Па, Тапа си, не те бива. Малце на Оди сади почетокот, компир. малце. Така, ајде да ги видиме и бодовите да видиме. Да не ги гледаме, сакаш јас да ти ги кажам, ајде. Десетка, десетка и десетка, тикви, не. 9, 10, 9. Па мислам дека ова е многу убаво прикажување на твојот настап, односно на оценување на истиот, а ние продолжуваме и со третиот кандидат од општина Карпуш, за кого станува збор да знаете сега. Јас сум Марко Гапо, студирам на Музичка академија, имам 20 години. Вино испиено е. Музиката за мене представува можност да се изразам. Марко нема музичко образование. Првиот муавет ни беше да направиме бенд, зашто ја го видов он како пее. Минатата година е примен на академија. Во главно све ми е со музика поврзано. Тој пишуваше и песни, па објавувавме песнички раскази во некои детски списанија. Сме се скарале повеќе пати, ама не памтам зашто, знам дека биле многу глупости. Би кажал дека спортувам нешто, ама не ни спортувам ништо. Ја животот возам точаци, скокам со падобранци. Свираше пијано, одеше на карате. Тако сум си непоправлив. Доста е смирен, повлечен. Не се опишува вакво дете, не сум. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам. Долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава. Цела ног бегаш и пред зори заспи.
според звездено. Ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика. Раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај од ушата. Срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика. Раце во коси, колку си убава. Срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни. Марко, па немој да ми Усни на бегаш, усни. немој да ми бегаш, биди тука до мене. Како си ти задоволен од оно што го покажа на сценава? Па, да. Добро. Јас само може да кажам дека маестро Кире Костов буквално трепери со сите вас овде кога ќе се појавите на сцената. Чина маестро дека вие имате поголема трема од сите нив заедно. Ви благодарам за тоа. Григор Копров е автор на оваа композиција, отпеана со гласот на нашиот единствен Тоше. Копров, ајде да започнеме со вас. Повелете. Значи, изузетно карактеристичен глас. Фала. Имаш, Марко. Што се однесува до дикцијата, перфектна дикција. Знаеш кога да викнеш, кога треба да го спуштиш гласот и тоа импонира на некој начин. Од друга страна, песната си е доживеал емотивно на еден сосема друг начин од начинот на нашата легенда, пејачка. Така да, искрено, ми се допадна твојот настап и покрај тоа што кај сите денеска вечерава што ги слушнавме се чувствуваше една трема, али тоа е природно, прв настап и сето тоа. Така мислам дека ти престои, ако наставиш, одлична музичка кариера. Ти честитам. Браво, благодариме. Лозано, повели? Одлични изведба, пак морам да кажам. Тоа што ми се допадна е тоа што премногу пуштено си испее песната, онака како што треба, инспирирана. Така и треба на во принцип. Одлична боја, како што кажа Григор Копов, на свој начин се испее. Така да продолжи напред, ти посакувам многу успех. Благодарам, Лозано. Ајде, Лаза, повели? Супер се испеа песната, мене искрено ми се допадна. Мислам дека можеше уште повеќе, имаш капацитет уште подобро да отпееш, емотивно да дадеш малце повеќе на строфите, ми фалеше емоција, инаку супер беше целокупната изведба. Кога се пее со оркестар во придружба, мислам дека малце повеќе треба, значи ова ти прво искуство претпоставувам со ваков биг бенд? Да, Со биг бенд, да. Да, со биг бенд и така што треба малце повеќе да се прати диригентот, бидејќи он ги кажува тие знаци за почеток крај тие работи, инаку супер се отпеа. Твојата работа мислам дека се заврши супер, јас сум задоволен. Ви благодарам. Ајде да ги видиме поените. Дај го микрофонот мене, да не сакаш... Оп, 9-ка, 10-ка и 9-ка. Задоволен си сега, нели? Задоволен сум. Ви благодарам вам, а само да те запрашам уште нешто, што е пострашно да скокаш со падобран или овде да бидеш? За тоа лажев, не сум скокал.
Вака. Не спортува. И нека ми прости диригентот што не го пратев многу завега. Простено ти од него и од Господа, упати се на својата позиција, ајде. А она што сега ќе следува? Така, она што сега ќе следува е реклами. Ете неповторно со шоуто Сите наши песни, односно во текст сме да го избереме подобриот од двете општини, општина Газибаба и општина Карпош. Така? Така. Меѓутоа, значи, ќе треба да го видиме сега табеларниот преглед, колку да се подсетиме на бодовната состојба, барем досега, затоа што ќе следува играта караоке по настапот на нашиот гостин, игра која што во изминатите изданија на Сите наши песни, тоа како умееше да ги измести поените. А Бога ми мислам дека и вечерва ќе решава, затоа што како што може да видат гледачите. Тоа значи дека имате можност и, драги наши млади интерпретатори од општина Газибаба и за вас од Карпош, имате можност да се сконцентрирате, ќе ги добиете текстовите, ќе видите за каква игра се работи, за која песна всушност. Меѓутоа, предходно ние... Предходно го гледаме Владко Лозановски во придружба на Биг Бендот на Македонската радио телевизија во изведба на Нема ден, нема ноќ. Уживајте! Имаш очи како океан, поубави на свет ги нема, знам, само да те имам sebi dal, да те имам sebi dal, кога ќе те видам ветувам, дека се ќе направам, за нас времето лета, за нас љубовта чека, нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Како слика убава си ти, за очи рај, за душа без тебе минута е век. Твојата коса ме кукуц ми мириса, твојата насмевка мене ме убива. За нас времето лета, на нас љубовта чека. Нема ден, нема ној да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Ај сега ако некој на концерт, нема ден, нема ноќ, без музика. Не, се зезам, оди си. Се снимува? Не, само да се снима. Ајде, се снима, пеј. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Абе, станете! Нема ден, нема ноќ да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам.
признавам. Ти благодариме. А ете, тоа беше нашиот Лозано, а сега е време. Сега е вистинско време за да ја решиме победата. Така, за да видиме кој ќе си оди дома како победник, а како губитник кој ќе си остане тука и ќе плаче. Но нема да биде така. Ајде, драги мои интерпретатори од Газибаба, повелете до нас. Карпуш, дали може да станете да се упатите кон главниот дел од сцената за да го започнеме Само едно мало, официјалниот дел? значи, подсетување за оваа игра. Ке следите што ви се проектира на екранот. Веќе го имате текстот, станува збор за песната Русинка, исполнета од Владко Илиевски на Евровизискиот фестивал. Значи, ке следите внимателно во оној момент. Значи, екипата која што има помалку поени, тоа е екипата на Газибаба, така Диме? Така, јас отидов по микрофоните, нели, драгата хостеса кај што сегде си ја праќам. Значи, екипата на Газибаба почнуваат први. Ке внимавате до оној момент, Карпош, додека се појави на ТВ екранот, предади го микрофонот, во тој момент стартувате вие. Дали може да започнеме, јасно ли е? Ке се снајдете? Аслан, насмеј се малку. Одиме сега. Очи сини како ведро унесу. Ке донес, а она Русинка, јас добре дојдем како музика. Што не ја разбирам, ника Кали, ника Маја, ма ништо не ја разбирам. Ника Кали, ника Маја, за неја се ке научам. Ника Кали, ника Маја, да ништо не ја разбирам. Ника Кали, ника Маја, за неја се ке научам. Ona Rusinka, a mene rakija, muzika. Soneara, nika Kalin, nika Maja, ma ništo ne ja razbira. Nika Kalin, nika Maja, za ne ja se ke naučam. Одлично е. Од цела песна највеќе го знаете лай делот. Дали се одлучивте? Дали може би ви треба малку повеќе време? Подготвени ли сте да ги видиме поените? На 3, 2, 1, може. 9 од Лозано. 10 од Лозано. Значи таа се 28 поени за општина Газибаба, а да видиме како стојат поените за општина Карпуш, односно како тие се покажа. Дали ова значи дека можеби и повторно караокето ќе одлучи и ќе го добиеме победникот преку последната игра? Ќе видиме, сум нестрплива да видиме кои се поените. Лозано, не си пуштај клипчиња, поени ни требаат. Може? Ајде, 3, 2, 1 сега. 9 и... 9. Што значи дека сепак општина Карпуш е победник во ова издание на Сите наши песни. Момци и девојки, честитам за вашиот настап. Еве ова е за вас, утешна награда од Македонската радио телевизија и проектот Сите наши песни.
Ова Ке значи слушате дека музика, така. се простуваме овде во ова издание на емисијата Сите наши песни со прекрасните млади луѓе од општина Газибаба. Бевте прекрасни, немате зашто да жалите, цела Македонија го виде она што вие го умеете и го знаете, а со момците од општина Карпош Ке се дружиме во четвртфиналето. Она што е најважно е дека жирито ви даде одлични критики и дека вие сте млади луѓе и вашата допрва доаѓа, така да ништо не е изгубено, а зошто и да не може повторно ќе се видиме во ова шоу. Ви благодарам и на сите оние кои што бевте вечерва на македонската телевизија. ви благодариме на сите вам што останавте со нас се до овој момент и ви закажуваме следна средба во следното издание Така, на само Сите што еднаш наши да ги песни. поздравиме Елена, Лука и Селио. И овие се луѓето кои што се погрижија за нашите изгледи. Ви упатете се на вашите позиции. Маестро, може една да удриме за крај. Ви благодариме. Останете со здравје и слушајте македонска музика.